Во моментот во Кочани има зголемен број на пациенти со висок крвен притисок, стомачно-цревни заболувања, колапси и мозочни удари. Топлото време влијае врз здравјето на луѓето, покрај тоа како причина за зголемениот број на наведените заболувања е и нередовната посета на матичниот лекар, како и нередовното земање на терапијата. Основно е прво да се избегаат оние температурни разлики кога стане температурата над 35 или 39 преку ден, треба да се избегава сонцето нормално, или веќе ако се мора треба да се носи, мислам сега веќе не е страшно да се носи и чадор или шешир за да се заштити за оној кој мора да се движи или за луѓето во години. Мислам, тоа повеќе се однесува за повозрастните. За помладите нормално препорачуваме големи количини на овошје, големи количини на напитоци, меѓутоа треба да се внимава за возрастните многу ладно и ледено пиво, а за децата да се внимава со сладоледот, бидејќи ладно и топло настанува проблем, бидејќи загреано тело и ладен сладолед или ладни течности доаѓа до воспаление на лигавицата, па се јавува друг проблем, односно воспаление на грлото. Затоа внимателно и со ладните пијалоци, нормално дека треба да се користат, меѓутоа по поленка да биде тоа се умерено. Како причина за зголемениот број на мозочни удари се јавуваат нередовната посета на матичниот лекар, неземањето редовна терапија, како и генетиката на самиот пациент. Деновиве на итната медицинска помош дневно имало од 2 до 3 мозочни удари. Во текот на годината не е многу поголем процентот на пациенти кои доживеале мозочен удар сметено на годишно статистичко ниво. Кај децата пак најчести се високата температура и цревните растројства. Граѓаните веќе се навикнати на високите температури и ги преземаат сите потребни мерки за да се заштитат. Ние сме веќе привикнали на тоа. Точно дека топло времето малку е досадно, ама избегуваме. Пладнина дојделе околу 1 саат, бегаме дома. После 5 сати излеземе па на поле. Ја нема што да презимам. Ја сам навикнат на се. И на топло, и на ладно, на се сам навикнат. За да се заштитите од штетните влијанија на сонцето, лекарите препорачуваат носење лесна и светла облака, капа и очила за сонце, како и консумирање повеќе течности, избегнување мрсна и висококалорична храна и разладување со ладни облоги.